Почитувам председателя. Почитувам колега Панчо Орцев. Значи, хубаво е да дискутираме в областта на земеделието и що това владата на ВМРО ДПМН и що владата на СДСМ направи в земеделието. И конечно ви благодарим, що вие сте единствен пратеник на СДСМ до сега, кой ще имаше за збор. Се надавам, ки ги има и понатаму, кой що смогна сили да признае дека навистина ова влада направила много в областта на земеделието и навистина е така. И работите кои што се факти, никако со никакви тези не може да ги побиете. 2006 година, кога ВМРО ДПМН дојде на власт и кога ги ветувавме субвенциите, поготово 2008, се зборуваше дека сето тоа е една голема шарена лага, искажена од страна на премиерот Груевски и неговиот тим и дека ќе видиме, ќе покаже времето дали луѓето ќе ги добијат или не. Сега добро е што зборуваме околу тоа дали сите субвенции во висина од 100 милиони или 115 милиони се исплатени, дали има некаде доцнени, од кои причини имаме доцнени и така натаму. И јас се согласувам дека може и би не е ова и денеска точка на дневен ред, може би на Комисија за земеделие, може да дискутираме околу таа тема, да видиме каде имаме одреден реален проблем околу исплатата на субвенциите. Меѓутоа, ниту вие, ниту јас не можем да кажеме дека 100 милиони или 115 милиони во наредната година се факти, тие се тук. Дали се тие правилно распределени, не, дали треба нешто да коригираме, согласувам дека може да дискутираме. Ке се осврнеме на локалните проблеми, бидејќи го прозвавте и министерот, не прозвавте и нас како пратеници на ВМРО ДПМН од Струмичкиот регион во врска со, ке кажем, регионални, не локални патишта, бидејќи знаете дека владата нема ингеренции во областта на локалните патишта. Сакам да ви кажам дека од 2006 година па до денеска, значи тоа е 5 години период на владење на ВМРО ДПМН на централна власт, се заврши еден патен правец Струмица-Куклиш, кој што е целосно готов, кој што почна пред изборите, локалните избори 2009, беше кажено од ваша страна дека тоа е маркетиншки трик, дека тоа е предизборен трик на ВМРО ДПМН, меѓутоа после една година и без разлика што ги изгубивме локалните избори во Струмица, вие сте сведок дека тој пат е факт. Исто така, сами признавте дека конечно ќе биде готов патот Струмица-Радовиш, кој што, за жал, ниту владата, ниту ние како пратеници се криви, што главниот инвеститор Маврови инженеринг во август месец, кој што требаше да го доврши патот, отиде под стечај и сега се надеваме дека конечно друга македонска фирма има преземана работата и во март-април, во зависност од временските прилики, ќе бидеме сведоци на пушење на тој пат. Струмица-Валандово патот исто така е реконструиран, се работи патот Ангелци-Велюса, јас ви набројав 4 патни правци во овие 5 години кои се реализирани. Набројте ми единствен километар регионален пат кој што СДСМ од 2002 до 2006 го направи. Ја прозвав вашата колешка, го спомна повторно ободниот канал кој што се уште не е готов. Кажете ми една единствена капитална инвестиција на СДСМ во Струмица и тогаш може да зборуваме да се споредуваме.